Судот во Њујорк потврди дека Шон Диди Комс го отфрли договорот за признавање вина од федералните обвинители кој би му дал намалена затворска казна во замена за признавање на вината, објави ABC News. Одлуката е донесена само 3 дена пред почетокот на неговото судење, кое вклучува сериозни обвиненија за рекетирање, трговија со луѓе и организирање проституција. Судијата лично го праша музичарот дали ја одби понудата на обвинителите. Да, ваша чест, одговори Комс на сослушувањето. Деталите за одбивањето не се објавени. Судењето почнува в понеделник, а воведни зборови се закажани за 12 мај. Диди се соочува со доживотен затвор доколку биде прогласен за видовен по сите точки обвинението. Обвинителите тврдат дека познатиот продуцент со години принудувал жени на сексуални односи. Во обвинението се тврди дека тој водел криминална организација која системски злоупотребувала повеќе жртви во целата земја. На 30 април традиционално беше одбележан меѓународниот ден на џезот. Главната прослава на светско ниво беше одржана во Абу Даби, додека во Скопје во паркот Ибни Пајко, каде што Националниот џез оркестар организираше серија концерти. Главниот настан кај нас се одржа во паркот Ибни Пајко во Скопје од 16:30 часот со концерт на џез за деца. Потоа по 19:30 часот следува настапите на бендовите Бојан Цветковиќ, Квартетот Србија, Јојо Бенд од Бугарија, словенечко-македонската американска групација Христијан Ристевски квартет, трио Драгонберт со Милгрос Пинера од Австрија. Неколку стотици љубители на музиката ги проследија овие настани кои траеа до полноќ, при што во паркот беа поставени дополнителни столчиња и пригодна инфраструктура. Многу сум среќна што ја добивам оваа награда за Скопје, точно каде што ги направив моите први танцувачки чекори. Исто така во Скопје настапив за прв пат на сцената во улогата на Звончица во Петер Пан, рече француската балерина со македонско подекло Роксан Стојанов на синоќашното свечено отворање на 21-то издание на Танцфест Скопје. Стојанов, која лани во декември беше прогласена за звезда на Париската опера, е годинешната добитничка на наградата Менада за врвни достигнувања во танцовата уметност за 2025-та. Имам 2 националности и 2 култури. Иако сум почнала прво на француски, со македонскиот јазик почнав да пишувам на кирилица. Но вистина е дека ги поминав последните години во Франција и затоа не зборувам на македонски секој ден. Се надевам дека ќе ме разберете со љубов, ако не сум сигурна во моите зборови. Тоа што е сигурно за танцување не треба зборови. Тоа е универзален јазик што секој го разбира и што не знае граници. Ова признание за мене е огромна чест. Многу сум трогната и му благодарам на Танцфест Ресима Ресимкин и Матеја Мијановиќ. Во овој момент имам посебна мисла за Ема и за Ирена, благодарение на кој почнав да танцувам. Моите мисли одат исто за мојата фамилија, моите пријатели што ме поддржаа во оваа страст. Патот е долг, тежок, често треба многу жртви и многу работа секој ден. Но кога сум на сцената се чувствувам слободно, се добива смисла и заборавам на сите тешкоти што ги имам за да ги поминам. Можам да раскажам приказни и да ја носам публиката со мене. Тоа е вистинска среќа за мене што можам да бидам мост помеѓу двете култури и двете земји, како што денес ја представувам Париската опера тука во Македонија, сакам исто така да ја представам Македонија на Париската опера. Се надевам дека еден ден ќе можам да ја искажам мојата благодарност танцувајќи во Македонија, рече Стојанов на македонски јазик синоќа во полната сала на МНТ.
На 8 мај во 18 часот во Македонскиот народен театар ќе се одржи премиерата на представата Жива досада, авторски проект на актерките Билјана Јовановска, Изабела Јакимова и Нина Дејан, а во режија на Билјана Јовановска. Во представата играат Гоце Андонов, Нина Дејан, Изабела Јакимова, Јана Велјановска и Билјана Јовановска. Темата на представата е досадата на децата во денешното време, каде што авторите ги охрабруваат како децата, така и родителите да остават да им биде досадно без да ги окупираат со разни обврски само за да ја избегнат досадата. Ликовите на децата, Вања и Бојана, кои се представници на децата на денешното време, во еден момент се среќаваат со дел од ликовите на Недојдија, каде што во одреден момент си ги менуваат местата со цел да докажат во чие време е подосадно. Представата поентира со тоа што ги охрабруваат децата да веруваат во магијата на играта, како и да научат да комуницираат вербално помеѓу себе.